Државниот обвинител Љупчо Коцевски ги отфрла сите обвинувања за селективност во истрагата и тврди дека со обвинението се опфатени сите за кои била утврдена одговорност. Изјавата ја даде пред почетокот на седницата на Советот на јавни обвинители, на која треба да биде избран нов председател на Советот. Таму е Михајло Видимлиски. Михајло, Коцевски е генерално и против анкетна комисија да води постапка додека трае судењето. Кои се неговите аргументи за тоа? Така е, Тања, државниот јавен обвинител Љупчо Коцевски рече дека со оглед на тоа што во моментов трае судската постапка за трагедијата во Кочани, но и активни се две истраги за овој случај, односно истрагата во обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција за осомничените полициски службеници, но и за инспекторите од УЈП се води истрага во јавното обвинителство во Кочани. Вели дека во овој момент не треба да има друга постапка, мислејќи овде на Собраниската анкетна комисија, за која, како што кажа, иако добил известување и повик од собранискиот спикер Африм Гаши, тој одговорил дека дека не треба да учествува на таа комисија, односно дека не треба да има воопшто со оглед на тоа што, како што кажа, во оваа фаза може да се компрометираат одредени докази и сведоци. Да слушнеме овде дел од изјавата на Коцевски дадена пред почетокот на седницата на Советот на јавните обвинители. За мене лично сметам дека во оваа фаза не треба да има анкетна комисија, имајќи предвид дека одредени докази и сведоци можат да се компрометираат со оглед дека се води судска постапка, а она што беше барање од страна на председателот на собранието, речиси ги опфаќаше истите оние да речем прашања што и јавното обвинителство води постапка. По тие причини сенам дека две паралелни постапки не е целисходно да се водат во овој момент. Докаде истрагата за полициските службеници и осомничени за случајот во Кочани? Јас кажав еден термин, од прилика некаде до крајот на првата половина на месец децембар, така да се надеваме дека во наскоро време и ќе се донесе јавно обвинителска одлука. Така, Тања, со оглед на тоа што пред неколку дена премиерот Христијан Мицкоски на брифинг со новинарите рече дека многу наскоро ќе продолжи постапката за разрешување на државниот обвинител Коцевски, денеска го прашавме за коментар. Тој рече дека се работи за политичка одлука, но и дека претходно Советот на јавните обвинители донел мислење дека тој не сторил тешка дисциплинска повреда. Да слушнеме дел од неговата изјава и за ова прашање. Тоа е нивна политичка одлука, јас и понатаму ќе работам правилно, законито, честно, така да околу тој дел немам што повеќе да кажам. Согласно законот, важечкиот закон, јас треба да сторам тешка дисциплинска повреда. Тоа Советот за јавни обвинители го констатираше дека од моја страна не е сторена тешка дисциплинска повреда. Понатаму постапката оди предлогот во влада, односно влада може да го достави до собранието, тоа не е моја надлежност. Така, Тања, инаку денеска во Советот на јавните обвинители треба да биде избран и нов председател на ова тело со оглед на тоа што на Душица Димитриевска уште пред во октомври замина мандатот, односно истече мандатот, па денеска треба да биде избран нов председател. Иако имаше предлог да се одложи изборот со оглед на тоа што во тек измена на законите од реформската агенда, меѓу кои законот за јавно обвинителство, овој предлог не помина. Членовите на Советот ќе бираат председател на Советот на јавните обвинители. За сега имаше еден предлог, Башким Бесими, досегашниот заменик председател, да биде избран за председател. По паузата што во моментот тече, ќе се гласа за овој предлог, за да видиме дали тој ќе биде новиот председател на Советот на јавните обвинители. Доколку не помине овој предлог, потоа ќе има и друг предлог. Остануваме не овде во Советот на јавните обвинители, секако сите информации во вестите во 18 студио. Ти благодарам, тоа беше Михајло Видимлиски за седницата на Советот на јавните обвинители. Ти благодарам.